Почитувани добро вечер. Вечерва во емисијата Став гостуваат Бранка Ѓајковска од Фондацијата Чекор по Чекор и председателката на Сдруженијето Инклузива Благица Димитровска. За да ги испочитуваме пропишаните протоколи, најпрвин ќе поразговараме со господја Ѓајковска од Фондацијата Чекор по Чекор. Господја Ѓајковска, добро вечер. Добро вечер. Добре дојдевте во студиото на телевизија. Благодарам, многу убаво се чувствувам. Добро вечер и до вас, Неже, и до вашите гледачи. И драго ми е дека ќе имам прилика денеска да поразговараме за активностите кои што ги спроведува Фондацијата Чекор по Чекор. Како проектен менаџер на проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран, кажете ни кога започна проектот со реализација и колку време ќе трае? Проектот редоследно на тоа и кои се главните цели на проектот? Проектот само што започна на 1 септември оваа година. Овој проект е финансиран од Европската унија, го спроведува нашата фондација, Фондацијата Чекор по Чекор, во соработка со две невладини организации, тоа се Организацијата Инклузива од Куманово и Хиндима Котитово. Проектот го спроведуваме и заедно во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Проектот е со време трајање од 3 години, така што нашите активности, овие за кои што ќе позборуваме денеска, ќе траат до 2023 година. И главната цел на овој проект е да направиме целосна и суштинска вклученост на лицата со попреченост во редовното основно образование. Проектната активност која што е најактуелна во моментот е стипендирање на ученици со попреченост. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу оваа активност? Така е, оваа активност е баш актуелна сега во моментот. Огласот го објавивме пред 3 дена. Огласот објавен на нашата веб страна, на веб страната на Фондацијата Чекор по Чекор, тоа е www.stepbystep.org.mk. Објавен исто така и на веб страната на Министерството за образование и наука и на веб страните на нашите партнери. Ова е една навистина голема интересна активност која што веруваме дека ќе пружи поддршка и на семејствата на родителите и старателите на учениците со попреченост. Се доделуваат 300 стипендии, тоест стипендии за 300 ученици оваа година, на ученици кои што 2020-2021 година се запишуваат во прво оделение или па го продолжуваат своето образование во второто оделение. Така што ставивме акцент на ова, значи да се заекне малку вклученоста и запишувањето на учениците со попреченост во редовните основни училишта. Сметаме дека со оваа активност навистина ќе се направи едно позитивно движење кон воспоставување на една инклузивна клима во нашето општество. Знаете самите, со донесувањето на Законот за основно образование минатата година инклузијата зазема едно централно место во тој закон и веруваме и во движењето, значи во кое нашето општество се насочува. Така што сме среќни дека можеме и како невладина организација да помогнеме во овој важен процес кој што следува. Овие стипендии ќе бидат, може да аплицираат, значи сите ученици, има можност да аплицираат учениците кои што доаѓаат од посебните основни училишта или од посебните паралелки кои што постојат во редовните основни училишта, но бројот на стипендии кои што е наменет за овие ученици е многу помал во однос на оние кои што ќе се запишат во редовните училишта. За да може еден родител старател да аплицира за своето дете да биде стипендист на проектот Биди Ин, треба да ја пополни пријавата која што е достапна како дел од огласот на нашата веб страна, да достави документација или наоти мислење за степенот и видот на попреченост. Исто така треба да се достави и потврда за запишување во редовно основно училиште. Дали за стипендирање може да аплицираат само ученици со попреченост, може да аплицираат ученици од целата држава или пак овој проект се спроведува само во одредени општини? Проектот се спроведува на ниво на целата држава, значи ученици од целата држава може да аплицираат оваа година за добивање на една од овие, да бидат односно една од овие 300 стипендисти. Не напоменав на почетокот дека и следната година ќе имаме еден циклус на доделување на дополнителни стипендии, значи уште 150 ученици или вкупно 450 стипендисти ќе бидат опфатени со овој проект, така што ги поттикнувам сите да може да се вклучат и да аплицираат. Особено тоа што ни е драго, се сакам да напоменам бидејќи сме кај вас на гости во Куманово, е тоа дека еден од нашите партнери е во овој проект е точно едно здружение од Куманово, тоа е Сдруженијето Инклузива. И за вашите гледачи, луѓето кои што живеат во овој регион, само да ја знаат таа можност дека апликациите и во помош на попълнувањето на апликацијата и доставувањето до апликацијата може да го направат и близу до своето место на живење, тоест во просториите на Сдруженијето Инклузива. Секако и за сите останати гледачи од државата можат и да се испратат и по пошта, и скенирани електронски пријавите и во нашите канцелари, сите можни начини за да се
достави стипендија се отворени како можност. Каков е интересот досега? Има голем интерес, иако е само 2-3 дена огласот активен. Ние го споделувавме и со основните училишта, и со градинките, и со општините, и им благодарам на сите затоа што беа навистина вклучени и го проследуваат оваа информација, а особено сакам да се заблагодарам и на вас медиумите, затоа што покажавте интерес за овие активности, веруваме дека и на овој начин дел од нашите потенцијални стипендисти ќе дознаат за оваа можност. Така што имаме доста голем интерес. Важно е да се потенцира дека да знаат чисто родителите дека независно дали одбрале нивното дете да следи наставата или да личински или пак да следи во живо може да аплицира за оваа стипендија и оваа стипендија не им го зема правото за нивната минимална помош од државата која што добиваат, значи не се судираат стипендијата, нема да им го земе тоа право и апсолутно може секој значи да аплицира. Кои други активности ќе се спроведат како дел од овој проект? Гледавме да имаме еден проект кој што ќе има еден по целовит пристап, една поголема интервенција да биде. Стипендиите точно ќе бидат нешто по што проектот сигурно ќе биде и најмногу препознаен со оглед на обемот на број на стипендисти и стипендии. Но како дел од проектот реализираме и обуки за инклузивните тимови во училиштата. Важно ни е да комуницираме со инклузивните тимови во училиштата заради тоа што тие со нив ќе соработуваме и кога се однесува до стипендистите. Целата програма за редовност и следење на суштинската вклученост на секој стипендист ќе оди преку тој инклузивен тим во училиштето. Така што организираме обуки за инклузивните тимови, ќе реализираме и кампањи за подигнување на јавната свест и тука исто така уште толку важно вашето значење како медиуми за сите да го ја поттикнеме оваа инклузија и да работиме заеднички на остварување на истата. Ќе реализираме и активности ќе овозможиме тутори за децата стипендисти кои што ќе им помогнат за полесно да се овладуваат одредени содржини, да имаат поголем развој во периодот на своето школување. Една исто така интересна активност ќе биде и грантирање, ќе се доделуваат грантови за основните училишта, каде што основните училишта ќе можат да реализираат активности во контекст на тоа да ја поттикнат и подобрат инклузијата во своето училиште, па дури и онаа физичката пристапност да биде подобрена. Верувам дека со вашата следна гостинка Благица малку повеќе ќе разговарате за пристапноста на основните училишта во Македонија, они ги имаат тие информации и ги знаат многу подобро од мене, но имаме места каде што навистина физички не може лице со попреченост да пристапи во училиштето, сакаме да помогнеме на училиштата да ги надминеме овие бариери. Освен на овој проект, Фондацијата Чекор по Чекор работи на други проекти, реализира други активности. Може ли малку повеќе да ни кажете околу активностите? Фондацијата Чекор по Чекор активно работи повеќе од 25 години и работење со ранливите и маргинализираните групи не е нешто ново за нашата организација. Секогаш сме се заложувале, дури некои принципи кои што сега ги дискутираме како индивидуалната настава и учење, нешто што повеќе од 25 години нашата фондација се залага. Инклузијата, впрочем, и во наставата е основана на тоа да имаме еден индивидуален пристап и секој дете да може да го во целост својот потенцијал да го искористи. Во моментот нашата организација работи на еден исто така многу сличен проект, би сакала и да споменам неколку збора и за тоа. Проект за редовно вклучување на ученици роми во наставата го спроведува Институтот Отворено општество. Нашата организација е партнер во спроведување на овој проект. Исто така и на овој проект во моментот тече процесот на стипендирање и ги повикувам вашите гледачи да аплицираат исто така. Реализираме и проект за го поттикнеме образованието на помалите етнички заедници, тоест да работиме со наставниците кои држат настава на еден од јазиците на помалите етнички заедници во Македонија, на српски, на босански, на турски. Еден навистина убав проект со исто така многу активности. Работиме и на еден прекрасен проект за детски права кој што е финансиран од Save the Children Kosovo, така што имаме доста активности, образованието, инклузијата, еднаквите права, еднаквите можности, вклученоста на секој дете, искористувањето на потенцијалот на секој дете биде сегурно центарот во нашето действување и во тој манир се и сите наши проекти и активности кои што ги реализираме. Господја Чајковска, ви благодарам на гостувањето и останува отворена поканата за некое следно гостување кога ќе ги сублимираме резултатите од сега отворениот повик за стипендирање на ученици со попреченост. Ќе ни биде задоволство да споделиме каков ќе биде интересот. Уште еднаш многу ви се заблагодарувам за оваа покана.
Како што најавив на почетокот на емисијата, за овој проект, но и за другите активности на Сдруженијето Инклузива, разговараме со Благица Димитровска. Господја Димитровска, добро вечер и за вас. Добре вечер. Секако поздрав до вас, но и до граѓаните на Куманово, затоа што ќе слушнат многу новини во рамки на нашите активности. Веќе кажавме дека огласот за проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, дека е објавен и тече. Но кажете ни, каков е интересот од страна на родителите, старателите на учениците со попреченост до сега во Куманово? Дали во вашата канцеларија доаѓаат заинтересирани, поднесуваат ли пријави, им помагате ли? И дали ве контактираат родители, старатели и од останатите општини, можеби не само од Куманово? Па вчера беше првиот ден од како беше објавен огласот за вчера, и бевме пријатно изненадени од одзивот на родителите. Постојано доаѓаат во нашата канцеларија, но и праќаат на емайл адресата на Инклузива. Секако им треба првична помош во однос на кои документи треба да ги достават, како да ја потполнат пријавата. Тука сме ние како тим кој работи на овој проект, што им пружаме поддршка и понатаму ќе им пружаме поддршка. Секако и утрово, веднаш по влегувањето во канцеларијата почна да доаѓаат родители, постои голем интерес затоа што досега никој не помислил дека на родителите им е потребна финансиска поддршка за да можат да го издржат оној напор, но и трошоците што ги превземаат при вклучување на децата во образовниот процес. Родителот на детето со попреченост има дополнителни трошоци, и секако ова ќе им биде од голема помош, затоа што не е малку 3 години да имаш финансиска поддршка месечна, за да детето се образува. Во однос на другите градови постојано не контактираат од целата држава родителите, највеќе не контактираат на оние дечиња што не се категоризирани. Тоа посебно ме радува што ќе ги мотивираме родителите навремено да ги категоризираат своите дечиња, за да можат понатаму што полесно да ги вклучат во заедницата. Сепак документот што се издава е потребен каде и да се појават, но е потребен и за да ги остварат нивните права. Информациите многу тешко стигаат до сега до нив, но сепак преку овој проект се буди она што родителот во еден момент сака да го скрие на било кој начин или мислејќи дека попреченоста ќе нема понатаму во животот, што всушност не е така. Попреченоста е состојба што не се менува, ниту со лекарства, ниту со терапија може да се подобри, но за жал може и многу брзо да се врати детето назад. Затоа е многу потребно да го има документот за да може навремено да се реагира и навремено да се вклучи во образовниот процес. Кои се вашите очекувања? Очекувате ли да има интерес за сите 300 стипендија, дополнително уште 150 како што рече претходната соговорничка и гостинка во емисијата Став? Па сметаме дека ќе има, затоа што бројката на лицата со попреченост досега не се знае точната бројка кај нас, но според Светската здравствена организација 15% од населението имаат некој вид на попреченост. Ние сметаме дека ќе има 300 дечиња сега во овој период, можеби не се сите категоризирани, но сепак би сакала да кажам оние родители кои немаат документ да го започнат процесот затоа што ќе бидат земени во предвид. Нема да ги исклучиме, ако го започнат процесот за категоризација, нека ни се јават, ќе бидат земени во предвид и штом го добијат документот ќе бидат вклучени. Секако понатаму ќе се зголемува бројката, затоа што се повеќе ќе се шири ова новост за родителите, и сметам дека успехот ќе се покаже после 3 години, затоа што ние во исто време ќе се залагаме за одржливоста на ова што го работиме, институциите да најдат системско решение.
Кога сме кај образованието, не може да не поразговараме за онлайн наставата која што се изведуваше од март до крајот на учебната година. Извештајот на Народниот правобранител покажа дека лицата, учениците со попреченост, наставниците, но и родителите не биле подготвени за онлайн настава, односно за далечинско учење. И инклузива потврди дека најпогодени од состојбата се учениците со попреченост и итно побаравте правилни решенија. Кажете ни каква беше ситуацијата со учениците со попреченост тој период, беа ли на било каков начин вклучени во воспитно-образовниот процес и што е она што вие како здружение го предлагате? Вака, оваа пандемија беше ненадејна, така што затичени беа институциите, но секако и наставниот кадар, училиштата, наставниците и родителите. Тука во моменти децата со попреченост беа затворени дома, што воопшто не смеја да излезат надвор. Најпрве ние тука реагираме затоа што за сите беа предвидени мерки за излегување од дома и за време на полицискиот час. Само за оваа категорија немаше термин за излегување, но институциите не слушнаа и овој пат навремено реагираа, така што дозволија овие луѓе да можат во секое време да излезат надвор со соодветни дозволи, нормално. Во образовниот процес воопшто не се работеше онлайн, затоа што ниту наставниот кадар беше обучен, ниту родителите беа обучени, а најмалку дечињата со попреченост. Сметам дека не се работеше доволно ни со другите дечиња, но дечињата со попреченост беа исклучени од наставата. На тој начин се допринесува и она што е постигнато да се изгуби. Затоа што со децата со попреченост се работи континуирано, ако сакаме да имаме успех понатаму. Секако оваа пандемија никој не е планирал, ниту знаел дека ќе се случи, од тие причини оправдуваме се што се случуваше. Во дадениот момент немаме сознанија што понатаму ќе се превземе за децата со попреченост. Ние апелиравме дека не смеат да се исклучат дечињата со попреченост, дали ќе бидат со физичко присуство, определена категорија, например, дечињата во прво оделение, што ќе тргнат, тоа е најмалите, и повозрастните, значи тука е потребна соодветна поддршка, соодветни помагала. Секако има време институциите да се подготват, но и се уште има време да се реагира, ако се во можност. Дали учениците со попреченост реално може да следат онлайн настава сами? Има ли доволно лични, персонални и образовни асистенти и имате ли некоја ориентациона бројка на колку ученици со попреченост во Кумановскиот поширок регион со кој што работите им се потребни лични асистенти? Вака, значи, зависно од видот на попреченоста, зависат и можностите на детето да ја следи онлайн наставата. Значи, има повеќе категории на деца со попреченост, како што се деца со телесно оштетување, деца со интелектуална попреченост, децата со оштетен вид, со оштетен слух и секако со комбинирани пречки дечињата со аутизам. Тоа се различни категории, различни можности и способности за следење на онлайн настава, но и настава со физичко присуство. Не смее ни една категорија да биде исклучена од образованието, затоа што тоа е клучниот сегмент каде што понатаму во животот и за нивната економска моќ, но и самостојноста. Нив им е потребна поддршка, нормално. Сега, ако детето е со телесна попреченост, во училиштата му е потребна поддршка затоа што не постои пристапност во училиштата, најпрвен тоа може самостојно да учи и да се образува, но пристапот го спречува да биде вклучено. Во однос на другите категории различна е поддршката што треба да им се даде, но сметаме дека во овој период се уште ни наставниот кадар не е доволно подготвен за да работи со сите категории на деца со попреченост. Онлайн наставата
За некои категории има предност, но за некои е невозможно. Така да треба да се превземат активности од страна на институциите и училиштата, за да се даде поддршка соодветно на потребите на детето. Не потребите на наставниците и училиштата и институциите, туку да се следат потребите на детето со попреченост и да се планира и овозможи соодветна поддршка. Во овој момент јас не сум сигурна дека сето тоа ќе биде средено, се уште ја нема објавено платформата за образовниот процес што ќе се следи онлайн наставата. Во однос на асистентите, образовните асистенти, пред неколку дена објавија медиумите, но и општина Куманова дека 10 асистенти потпишале за образовни асистенти, всушност, што ќе помагаат на децата. Сметаме дека таа бројка е многу мала, затоа што во нашата канцеларија вчера 12 родители донесоа документи, значи тоа е еден ден откако е објавен огласот. Секако ќе има недостиг на образовни асистенти, но и не знам дали тие образовни асистенти се согласиле и да помагаат во домашни услови. Затоа што дел од учениците со попреченост ќе се дома, родителот, слушнавме сите дека од 23 сите треба да се вратат на работа и оние што беа ослободени во овој период, како тоа дете може само да остане дома? На таа возраст ниту децата без попреченост самостојно не може да учат, а не детенце со попреченост. Останаа многу прашања за кои немаме одговор, но се надеваме дека набрзо ќе излезе Министерството за образование со некое образложение во однос на оваа категорија на граѓани. Според вас, како председателка на Сдруженијето Инклузива, дали физичкото присуство на учениците со попреченост би бил еден дополнителен ризик за самата категорија? Вака, во овие услови не знае човек што да мисли најпрво. Физичкото присуство е многу корисно за сите деца, посебно за децата со попреченост. Затоа што социализацијата на тие дечиња е многу битна, бидејќи тие поголемиот дел од денот, годината го поминуваат само со своето семејство и училиштето е една социализација што всушност се дружат со други дечиња, посебно сега кога е донесен законот за инклузивно образование. Тука се заедно со дечињата без попреченост и многу почесто побрзо стекнуваат навики гледајќи ги другите деца. Од друга страна, кога ќе погледнеме, голем ризик е да се со физичко присуство, затоа што поголем дел од децата со попреченост имаат некое хронично заболување или пак ретка болест, што се многу поизложени на инфекции, обични инфекции, а не ваква инфекција која е пандемија во светот. Така да не знам што би било подобро. Сепак сметам дека тука родителот треба да одлучи. Тој е тој што највеќе знае за своето дете. Секој дете е своја индивидуа, а родителот знае со што се соочува и да му биде дадено право да одлучи дали физички ќе присуствува неговото дете или ќе биде онлайн. Ако се определи родителот за онлайн настава, секако ќе им е потребна уште поголема поддршка. Овие семејства се изложени на многу големи трошици. Некои од нив зборуваме и за рурални општини, каде што има луѓе каде што немаат интернет, што немаат пристап до онлайн алатки, не се обучени воопшто. Тука треба да се направат обуки и за родителите, за да може да помогнат во одреден период кога нема да имаат поддршка од друг. Но сепак и асистентите, тој ќе бидат ангажирани преку општо корисна работа, треба да поменат соодветна обука за онлайн наставата.
Очекувате ли Министерството за образование и наука наскоро да донесе посебна наставна програма за онлайн учење за учениците со посебни потреби и еден апел до надлежните институции? Секако дека очекуваме, затоа што тоа е нивна обврска, а не сме за едни деца да се донесе некоја мерка или некоја можност, а овие деца да бидат исклучени, и секако апелираме што побрзо да бидат донесени сите препораки и платформи кои ќе бидат пристапни за сите дечиња, да се превземат активности за обучување на наставниот кадар, на асистентите, на родителите, но и дечињата, затоа што децата со попреченост ретко кој имало можност онлайн да нешто да работи, а не да се образува преку овој начин, така да ќе треба што повеќе да се ангажираат и невладините организации, консултации помеѓу институции, општини, образовни институции, невладини организации, за да сите дадеме допринос понатаму овие дечиња да бидат еднакви. Господја Димитровска, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Во некоја следна прилика ќе поразговараме за резултатите од објавениот повик за стипендирање на ученици со попреченост во прво и второ оделение. Благодарам и на вас и уште еднаш апелирам до родителите што побрзо да ги достават пријавите за огласот. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.